Демократската обнова на Македонија на престојните локални избори излезе со сопствени листи на советници во 40 градови низ Македонија, вклучително и во Демир Капија. Со мене имам честа да зборувам со носителот на листата Јордан Трајков. Господине Трајков, која е вашата визија за развојот на Демир Капија? Кога се зборува за визија за економски развој, секогаш мора да се тргне од тоа какво општество сакаме да градиме во една земја и мораме да имаме во предвид дека општествените односи се засноваат на видот на собственост над средствата за производство, но и односите на глобално ниво. Ние во Македонија консензуално се определивме дека ќе градиме пазарна економија базирана на приватна собственост. Од друга страна, скоро цел свет се определи за пазарна економија. Во таква констелација на глобалните односи, пазарот е тој што определува дали некој ќе биде богат или сиромах. Значи, ако имаш што и каде да продадеш, ќе створиш вредност, ќе бидеш оној богатиот. А ако немаш што да продадеш или каде да продадеш, тогаш ќе бидеш питачот. Ние, на жалост, како економија, не можеме да се снајдеме најдобро во овие глобални услови на работење и живење. Мали сме и внатрешниот пазар е недоволно голем за да се створи една динамика на раст. Не ги задржавме старите пазари, ниту сме пак успешни во отварање на нови пазари. Од друга страна, и не ствараме нови, иновативни производи и услуги кои одговараат на потребите на купувачите. Затоа и не сме развиени. Значи, клучно е, кога се зборува за развој, кому и каде ќе продаваш нешто, без разлика дали тоа нешто е производ или услуга. Тоест, клучно е кај ти е пазарот. Демир Капија е мала општина, со недоволен пазар. Дури ни за една месара да обстаи. Немаме месара. Немаме ни шалтерна банка, а камо ли експозитура. Мали сме. И така малобројни, па уште имаме и одлив на млади луѓе кои си одат поради економската логика. Имаме мал број на жители, значи ние не можеме сега да одиме кон привлекување на инвестиции во индустријата. Таквите привлекување на инвестиции сепак ќе го прават по големите градови. Немаме ни рудници, значи нито во тој правец ние не можеме да размислуваме или да се развиваме во тој правец. Значи, прашањето е како да се создаде економски раст. За да го решиме ова прашање, мораме да почнеме со анализа на она што го имаме. За да го објаснам тоа што го имаме и за да објаснам визијата наша за економски раст на Демир Капија, јас денес имам тука донесена една мапа на општината и ќе го објаснам тоа на мапа. За да можам да ја објаснам визијата на Дом за развој на Демир Капија, денес имам подготвено тука две мапи. Едната е на Република Македонија, а другата е на општина Демир Капија. Значи, во размислувањето за тоа како да направиме економски развој, мораме да тргнеме од тоа што имаме. Ние имаме во Демир Капија. Значи, 3 реки поминуваат низ општината. Вардар, Бошавица и Дошница. Од кои што овие двете се супер чисти реки. Ги имаме Клисурата, ги имаме Маршојатците, ги имаме пештерите, но го имаме и најдобриот пристап кон планината Кожух. Имаме плодно поле, плодни ниви. Во општината имаме и неколку археолошки локалитети, од кои се двата позначени или Просек и Рамниште. Имаме и најмногу сончеви денови во годината. Од друга страна, ја имаме најстарата винарска визба во Македонија, но ја имаме и најубавата, односно првата винарска визба во Македонија, која што е спремна за вински туризам. И уште нешто.
Општината се наоѓа на интересна географска локација. На средина, помеѓу Скопје и Солун, помеѓу Белград и Атина, но и на средина меѓу Западна и Источна Македонија. И нешто многу интересно. Низ општината поминува автопатот Е75, по кој што годишно поминуваат 4 до 6 милиони транзитни патници. Луѓе мои, Амазон тече покрај нас, а ние не го искористуваме. 4 до 6 милиони патници поминуваат покрај нас. А ние рековме претходно дека главно за развој е имаш ли што и кому да продадеш. Ете го нашиот потенцијален пазар за нашата општина. Ако на само мал процент од нив им продадеме нешто, ние сме завршили работата. Значи, во нашата визија, клучно место има детерминирањето, т.е. одредувањето на овие транзитни патници кои што тука ни поминуваат, како наш главен целен пазар. Од друга страна, локацијата на Демиркапија одредува дека било кој турист кој што сака да ја спознае Македонија, кој што се движи на кружна тура низ Македонија, мора да помине покрај Демиркапија. Тоа е нашиот втор додаден целен пазар. Откако ги детерминиравме овие два целни пазари, да видиме што да им продадеме на транзитните патници и на туристите кои што дошле во Македонија и кружат низ Македонија. Транзитните патници се луѓе кои што одат во Грција на одмор или пак се враќаат од Грција. Дел од нив одат од Германија во својата родна земја Турција или пак се враќаат од Турција на пат за Германија. Туристите пак кои што ја штетат Македонија се луѓе кои што дошле организирано или самостално на одмор во Македонија, но не на статичен одмор, например, само во Охрид, туку патуваат низ државата и сакат да ја запознаат. И едните и другите имаат слични потреби. Логично е дека и транзитните патници, и туристите сакаат да застанат, да се одморат, можеби да преспијат, да се разонодат на свој пат, да јадат, да се освежат со пијалок. Но и да се запознаат со нас, да се запознаат со историјата на Македонија, со културата наша, да ја видат природата. Еурека или бинго, како сакате. Во Демиркапија треба да го развиваме угостителството и туризмот и производството на земјоделски производи, како и домашни преработки од земјоделски производи. И ајде во овој производ да внесеме малку повеќе софистицираност, бидејќи секој паметен денеска сака да живее здраво и се труди да јаде и пие здрави производи. Значи, земјоделските производи и домашните преработки треба да бидат еколошки. Така ќе извлечеме поголема вредност. Тоа можеме да го направиме затоа што Демиркапија е релативно незагадена општина. И ајде сега да го разгледаме и наредниот факт, а тоа е дека имаме најголем број на сончеви денови во годината. Дали можеме на некаков начин тоа да го искористиме? Се разбира дека можеме. Па тој факт вели дека ако овозможиме инвестиции во користење на солнечната енергија, таквите инвестиции, поради фактот дека имаме поголем број на сончеви денови, ќе бидат поисплатливи. Но тоа треба да го направиме во склад со претходните две индустрии, туризмот и здравото земјоделско производство. Значи, општина Демиркапија има конкурентни предности
и може да развие 3 индустрии: туризам, земјоделие и искористување на сончева енергија. Односно, Демир Капија може да стане централна туристичка дестинација на Република Македонија, место каде што се произведува најеколошката храна во Македонија, лидер во употребата на соларната енергија. Таа може да стане најпосакувана дестинација за инвестирање во овие 3 одредени индустрии. И пазите сега, Демир Капија може да стане најпосакувано место за живење. И што е многу битно, место во кое што живеат најсреќните луѓе. Кај урбанистичкото планирање треба да тргнеме од таму каде што сме сега. За мене најбитни се двете улици од левата и од десната страна на реката Бошавица, кои што се асфалтирани. Сметам дека потребно е да предвидиме едно поврзување нивно преку реката Бошавица и реката Дошница и на таков начин да добиеме едно кружно движење на целиот простор на долината. Внатре, во тој круг, би одаде со развој на туристички содржини, рекреативен парк, рекреативни патеки и автокампови. Додека надвор од тој круг би оделе со развој на аквапарк во овој дел, мрзлива река, уште 2 до 3 винари, винарски визби кои што би биле спремни за вински туризам, може би уште некој хотел или мотел. Исто така, потребно е да предвидиме и зелен пазар по текот на автопатот, но и откупни центри, вистински откупни центри за зелени производи, а не само ладилници. И за мен е многу битно, јас го викам мега проект за Демир Капија, а тоа е поврзувањето на Демир Капијската долина со планината Кожув, односно со скијачкиот центар. Сметам дека е потребно поврзување начин што кај селото Дрен би била стартната точка за една жичара која што би водела до скијачкиот центар Кожув, а тука би требало да се предвиди и еден голем паркинг за автомобили. Значи, таквото урбанистичко планирање веќе го ја прави општината да биде еден туристички центар. Вистински туристички центар на Република Македонија. Покрај ова урбанистичко планирање мора да ги сите тие детали да бидат разработени. Со цел да туристите кога дојдат, да имат што да направат тука, да имат причина зошто да дојдат. Значи, ние мораме и нашите граѓани да ги поттикнеме да размислуваат за реализирање на своите бизнес идеи. Дали се тоа луѓе што веќе имаат кози, па да почнат да произведуваат сирење? Дали се тоа луѓе кои што имаат пчели, па сакаат да произведуваат мало количество на мед, да произведуваат поголемо количество на мед? Дали се тоа луѓе што ќе собираат шумски плодови, па ќе преработуваат? Значи, своите бизнес идеи треба да ги стимулираме, да почнат да ги работат. За таквите бизнес идеи се потребни сепак мали средства. Ако дојдат купувачите, од година во година нивните мали бизнеси ќе прераснат во некои поголеми бизнеси. Исто така, треба да работиме и на привлекување на инвестиции. Инвестиции во тие туристички содржини што ги зборев, како и во земјоделието, така и во соларната енергија. Значи, вистинско привлекување на инвеститори. Што тоа значи? Тоа значи веќе кога се нуди некој проект на инвеститори, потоа да не се ставаат испрепки за тој инвеститор да ја реализира својата идеја. Понатаму треба да работиме на креирање на пазари. Многу често луѓето не ме разбираат кога зборам што значи креирање на пазар. Пазар е место каде што се стечаваат понудата и побарувачката. Ние мораме да креираме пазари за зелени производи. Реков во урбанистичкото планирање да се предвиди еден зелен пазар на автопатот, така да луѓето кои што поминуваат покрај автопатот да можат да застанат и да купат наши производи. Но и навнатре треба да се креираат пазари за откуп на земјоделските производи. Исто така потребно е да општината ги поттикне
производителите на земјоделски производи да креираат заедница, асоциација на производители. Окрупнувањето ќе значи поголема моќ, така да нема да можат откупувачите да нивните услови ги поставуваат. Значи, тука општината може да одиграе голема улога. Тоа го гледаме кај лозарите. Лозарите ги има многу, а винарските визби се малку. И тогаш винарските визби може да поставуваат услови. Доколку се здружат производителите, тогаш ќе биде малце поинаку преговарачката моќ. Значи, општината тука може да влијае. Понатаму, во однос на искористувањето на соларната енергија, е формирање на прв институт за соларна енергија во Македонија. И овозможување, при што тоа го мислам дека би требало да биде негде на потегот меѓу Бистринци и Корешници. И да се овозможат инвестиции за подигнување на соларни централи. Тоа општината може да го направи. Во овој поглед исто така треба да влеземе и како општина и во креирање на дополнителни туристички содржини. Тие дополнителни туристички содржини треба да бидат пред се истакнување на она што го имаме. И тоа се пешачки патеки до врвовите на планините, тоа се исто така пешачки патеки до пештерите, потоа отварање на тие пештери за посетителите, пешачки патеки до археолошките наоѓалишта и отварање на тие археолошки наоѓалишта за потенцијални посетители, значи креирање на една додатна содржина за туризам. Доколку сето ова се реализира, патниците покрај кои што поминуваат по автопатот нема да го знаат тоа. Значи, ние мораме да влеземе во една агресивна промоција на Демиркапија како туристички центар. Имаме содржина, имаме што да понудиме, ајде сега да се рекламираме. Значи, општината е таа што треба да се рекламира самата себе си и да ги рекламира приватните субјекти што нудат некаква содржина туристичка. Верувам дека тогаш патниците покрај автопатот ќе имат зошто да застанат во Демиркапија. Едно застанување значи и купување на некој производ или услуга. Доколку таквиот патник кој што еднаш застанал е задоволен од услугата и од гостопримството, тој ќе го расшири зборот за убавините на Демиркапија и за неговиот прекрасен престој во Демиркапија. И ќе се врати, а ќе дојдат и неговите пријатели и роднини. И на таков начин ние ќе ги натераме овие патници да поминат и да застанат во Демиркапија. И тоа ќе биде нашиот пазар. Тоа се на таков начин се креира економскиот развој. Наеднаш ние ќе имаме пазар не од 3-4 илјади жители, туку ги имаме 4 до 6 милиони потенцијални потрошувачи и ајде да фатиме само фракција или само процент од тие 4 до 6 милиони. Доколку тоа се деси, нормално и општината ќе зајакне и општината ќе има финансиски средства да понатаму ги решава проблемите и со водоснабдувањето, и со осветлувањето, и со развојот, со џубрето. Едноставно целокупниот развој на општината понатаму може да се финансира. Во нашата визија сметаме дека Демиркапија за 4 години треба да порасне на 8 до 10 илјади жители, а за 8 години треба да достигне 20 илјади жители и таму негде и треба да застане. До 20 илјади жители сметаме дека би било едно оптимална големина на овој град. Господине Трајков, вашата визија навистина импресионира. Какви се вашите размислувања во однос на поделбите, што ги имаме нетолеранцијата и несоработката на различните политички субјекти во моментот? Нажал, таква е ситуацијата во држава во моментот. Ние како партија се залагаме за толеранција, разум и соработка. Навистина имаме големи и бројни проблеми во Македонија. Решенијата за таквите проблеми нема да ги најдеме ако немаме желба да го слушнеме другиот, желба да го разбереме другиот, желба да ги разбереме неговите ставови. Значи, диалог е потребен, потребна е една толеранција, потребна е соработка за изнаоѓање на оптимални решенија
ние не можеме да си дозволиме да одиме со парцијални решенија на проблемите. Значи, мораме да го најдеме оптималното решение за секој еден од проблемите. А за такво нешто мораме да седнеме и да дискутираме, да дебатираме и да ги најдеме правите решенија. Значи, толеранција, разум, соработка. Тоа е она за што Дом се залагал и се залага и понатаму. По излагањето на вашите интересни идеи, што е оно што би сакале да им го порачате на граѓаните на Демиркапија? Во моментот во државата имаме еден несреќен политички развој кој што се отсликува и на локално ниво. Но кога се тепаат слоновите, тревата страда. Демиркапија е мала општина, а немаштијата и проблемите се многу поголеми отколку во големите центри. Затоа не може да се оди по несречната логика, диктирана од перспективата на големиот град. Во наредниот период, воопшто не е небитно кој ќе ја контролира општината. Ако една опција доби апсолутна власт, градоначалник и мнозинство во Советот, тогаш ќе нема баланс и ќе нема контрола. Тврдам дека таквата опција ќе биде погубна за општината и дека не само дека ќе нема развој, туку ќе има назадување. А трендот на иселување на луѓето од општината предвидувам дека ќе продолжи. Она што ние го нудиме е да бидеме контролна функција. Со 5 советници во Советот на општината тоа ќе можеме да го направиме и ќе можеме да ја наметнеме нашата визија за развој на општината. Затоа, мои драги сограѓани, ви предлагам на сите вас, без разлика на која политичка опција и припаѓате, да ја спознаете визијата што ја изнесов пред малку, да излезете масовно на овие избори, при што за градоначалник можете да бирате дали и како ќе гласате. Но обавезно излезете да гласате за советници и гласајте за Дом, односно гласајте се за сопствената иднина. Драги мои сограѓани, се надевам дека ќе изберете правилно.